Ке учествува ли Ципрас на состанокот каде што Македонија е пријавена под уставното име, или пак ќе го следи примерот на Венизелос од лани и нема да присуствува? Станува збор за самит под палката на Обама за борба со екстремизмот во рамките на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, каде што според Вима, нашата земја е заведена под Република Македонија, а било отфрлено барањето на Атина да се користи референцата Фиром. Грчкиот весник, повикувајќи се на своји дипломатски извори, коментира дека Викторија Нуланд е главната пречка за исполнување на грчките барања и во сегашниот случај, но и лани кога Венизелос како шеф на дипломатијата одби да присуствува на состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО, само затоа што нашата земја беше под уставното име, а испрати и протестна нота до Кери. Дали токму Ципрас денеска ќе учествува на состанокот или некој ќе го замени или пак Грција ќе биде без представник е се уште нејасно. Грчките медиуми со различни информации. Ципрас има намера да учествува во улога на наблюдувач на состанокот и покрај тоа што грчката делегација се чувствува непријатно со фактот дека Скопје учествува под Република Македонија, името под кое се признати од САД, пишува дописникот на Катимерини од Њујорк. Останува непознато барем додека се пишува овој текст дали и кој ќе ја представува нашата земја на состанокот со оглед на тоа дека е отфрлена идејата да биде присутен Ципрас, коментира Вима во текстот објавен рано утрово. Според весникот, со оглед на тоа дека Грција е поканата да учествува само како наблюдувач, нема да има право да се обрати, а со тоа нема да има право ни да се буни. Според грчките медиуми пак Груевски и Ципрас имале можност од нога да се сретнат и кусо да поразговараат за време на приемот организиран од американскиот председател за лидерите на државите кои учествуваат на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Акцентот на кусиот разговор бил ставен на начинот на кој би можело да се најде решение на спорот со името. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.